Председателката на Унија на жени на Европската народна партија на гости во Македонија. Таа заедно со Унијата на жени на ВМРО ДПМН, како и гости од регионот, одржуваат конференција каде главна тема на разговор е улогата на жената во општеството, но и општите состојби. Дорис пак денеска истакна дека таа се бори за местото на жената во општеството политиката, споделувајќи лични примери за како таа стигнала до позицијата на која што е и како во таа улога се бори за жените. Представничката на Европската народна партија истакна дека лидерот на ВМРО ДПМН ги почитува жените. Додаде дека без нив не може да победи на избори. Имаме двајца мажи, едниот е организатор, мора да биде тука, не мора да биде тука, но сака да биде присутен тука со нас, затоа што е председател на партијата и затоа што јас ги почитувам жените, целосно не почитува и го знам сето тоа. И се надевам дека барем следниот пат, следната недела, ќе биде тешка и со предизвици за сите нас и за сите жени, без овие жени воопшто нема да успеете да победите. Затоа е многу битно да се работи најдобро што е можно. Мицковски се заблагодари на ПАК, која дошла да ги сподели нејзините искуства, но и да даде можност и жените од Македонија да и се представат. Тој истакна дека во соработка со фондацијата Конрад Аденауер имале облуки со кои им помогнале за подобра комуникација со гласачите, но сепак вели дека последниот збор ќе го имале гласачите. Секое искуство е добре дојдено. Ова искуство за нас е многу значено, бидејќи на овој начин не само што учиме, туку и нашите, би рекол, организатори на овој настан, фондацијата Конрад Аденауер, Дорис пак може да научат и нешто за нашиот менталитет, за нашиот сентимент, за она што сме ние. За помалку од 35-37 дена од денеска ќе биде денот кога граѓаните на оваа држава ќе одлучуваат за единината, дали ќе останат заглавени во минатото, во криминалот, корупцијата, понижувањето, маловажувањата, кои што, за жал, нашиот политички противник ги има во изобилие во начинот на водење на неговите политики, или ќе се практично определат за обновата на земјата, за надежта, за квалитетот и честитоста која што ние ќе ја понудиме на следните парламентарни избори. На конференцијата збор зема и Ласовска, која е председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, која истакна дека земале дел од програмата на Европската народна партија, особено во областа на жените. Можам да се пофалам дека ние како Унија на жени на ВМРО ДПМН во нашата програма имаме вклучено дел од програмата која што ја има Европската народна партија, односно жените од Европската народна партија. И наша должност и наша задача е да се стремиме тие наши програмски цели, таа наша програмска визија да ја исполниме. Конференцијата ќе трае 2 дена.